Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе поднесат интерпелација за министерот за животна средина и просторно планирање господинот Садула Дураку. Македонската јавност со месеци е жив сведок на уништувањето и крајната негрижа и неодговорност за животната средина од страна на новата влада и министерот Садула Дураку. Повеќе од 3 месеци граѓаните на Струга живеат во канцероген чад. Граѓаните на Тетово и Куманово мачат со дивите депонии, додека 1/3 од територијата на Република Македонија е во пламен и се кратат средства од буџетот за рехабилитација на деца кои биле жртви на загадувањата во нивните средини. За сето ова, ниту една институција не смогна сила да им излезе во пресред на граѓаните, бидејќи за владата и Министерството за животна средина и просторно планирање приоритет се партиските вработувања и назначување на неспособни и некомпетентни директори и функционери во институциите. Најактуелен и крајно сериозен проблем кој представува еколошка бомба е проблемот со Струшката депонија, со кој стружани се соочуваат, но во последниве 3 месеци истиот ескалира и представува сериозна опасност првенствено врз здравието на повеќе од 100.000 граѓани кои што живеат во овој регион. Игнорантски однос од страна на првоповиканиот министерот Дураку е повеќе од иритирачки и е доволен показател дека овој министер не може да се носи со функцијата министер за животна средина и просторно планирање и затоа треба истата да ја напушти за да не дозволи уште поголеми еколошки катастрофи да се случат на територијата на Република Македонија, кои би можеле да резултираат дури и со несогледливи последици врз здравието на граѓаните и животната средина. Како пратеници, уште на 15.6.2017 година побаравме информацијата за состојбата со дивата депонија во Струга да биде на пленарна седница, на која ќе се расправа за овој сериозен проблем и на која треба да се донесат конкретни заклучоци и акционен план на активности по кои Министерството за животна средина и просторно планирање ќе треба да постапува заедно со локалната самоуправа. Но за жал, не наидовме на разбирање од парламентарното мнозинство, кое очигледно не сака да разговара за проблеми за кои беа во опозиција толку многу гласни, за сега кога треба да се зафатат со нивно решавање, бегаат како ѓавол од крст. Значајно е да се напомене дека и по поднесените амандмани за ребалансот на буџетот за 2017 година од страна на пратениците на ВМРО ДПМН за обезбедување на средства за крајно решавање на проблемот со Струшката депонија беше одбиено од страна на СДСМ и министерот Тевдовски, за кој што веќе и поднесовме интерпелација за неговата работа. Проблемот со Тетовската депонија е уште само една причина за немање капацитет на овој министер за да се зафати со решавањето на дивите депонии. Сметот, отпадот и загадениот воздух за тетовци стана за жал секојдневие. Овој отпад не само што го загрозува здравието и околината на тетовци, туку беше и една од најважните причини поради која се излеа и реката Пена и предизвика човечки загуби и големи материјални штети. Штетата која предизвикува ова депонија главно се загадувачки гасови, како јаглерод моноксид, како резултат на нецелосното согорување на отпадот, односно на гумите или горивата, се согорува јаглерод и сулфур диоксид, оксидите на азот и штетните PM честички кои се ослободуваат. Главно тоа се канцерогени честички докажани преку испитувања. Уште една дива депонија која се заканува со целата сериозност врз здравието на граѓаните е дивата депонија во Куманово, исклучително сериозен и актуелен проблем кој мора ден поскоро да се реши. Кумановската дива депонија е сместена на само 11 километри од градот Куманово и е поставена во плодно земјиште во нивите на аторот на селото Пчиња, каде граѓаните Пчиња одгледуваат земјоделски култури со кои се снабдува населението, како од Куманово, така и од околните населени места и пошироко.
Министерот за животна средина и просторно планирање Дураку исто така е директно одговорен за укинувањето на средствата за рехабилитација на децата од Велес, Кавадарци, Илинден, Осломеј и Возарци, како последица од многу децениското загадување на животна средина во овие места. Со цел да се обезбедат повеќе средства за партиски вработувања, кои на големо ги спроведуваат во секоја државна институција, СДСМ и Дураку посегна по здравјето на голем број дечиња на кои што им беше неопходна оваа климатска рехабилитација, која што веќе 15 години се спроведуваше на Пелистер. Средствата за климатска рехабилитација, која што требаше годинава да се одржи по 16 пат, беа обезбедени со буџетот за 2017 година, но со ребалансот овие средства се укинати, оставајќи ги децата без можност да можат да се рехабилитираат. Според СДСМ и Министерот за животна средина Дураку, кратењето на овие средства за рехабилитација на децата било кратење од луксус. Ова демонстрирање на крајно неодговорно и дрско однесување на СДСМ и овој министер треба час поскоро да заврши. Заради сите овие сериозни и катастрофални пропусти и заради игнорантскиот однос и непрофесионалност на Садула Дураку, бараме истиот да биде разрешен од функцијата министер за животна средина и просторно планирање, отстапувајќи го местото на човек кој ќе може да се справи и ќе се сноси со сите овие предизвици поврзани со заштита, унапредување и сериозно зафаќање со политики и стратегии за планирање на просторот и животната средина. Ви благодарам на вниманието.